Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Втор неуспешен обид да се дадат завршни зборови за случајот за пожарот во модуларната болница. Судијата го презакажа судењето. Во организација на ВМРО-ДПМН е одржана трибина на тема социјални политики против исцелување и сиромаштија. Силни аплаузи, смеа и емоции на тага. Премиерата на Wi-Fi на Тетовското драмско студио ја наполни салата во Центарот за култура. Втор неуспешен обид да се дадат завршни зборови за случајот поврзан со пожарот во модуларната болница во Тетово. Поради отсуство на адвокатот на еден од обвинетите, судијата го презакажа судењето. Повтор пат се одложи одржувањето на завршните зборови за судскиот предмет за пожарот во модуларната болница. Поради здравствени причини не присуствуваше адвокатот на еден од обвинетите, односно на Артан Етеми, пошто судијата рече дека на следниот закажен термин на 29 мај задолжително ќе се одржи главната расправа и завршниот збор ќе биде даден и покрај тоа ако од неоправдани причини не дојде одбраната. За пожарот во кој загинаа 14 лица обвинети се поранешните директори Флорин Бесими и Артан Етеми за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Доктор Бобан Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кој обвинето и правното лице Клиничка болница, заедно со предизвикување општа опасност. И денес пред судот се собраа граѓани да му дадат поддршка на доктор Бобан. За да му дадеме поддршка пошто е правичен. Ништо, нема никаква вина. Тоа е тоа. На правдина го гонат. Он нас не лечи и онда да биде да го тужа. Зошто? Он нема, има кои га инженери, тие што требале да ја пушта тоа болницата. Тие има контрола имал. Тој не бил инженер или нешто, доктор. Само спасувал животи на луѓе. Тој што го произведил, што го направил болницата, тој треба да одговара, а не докторите што лечат, што спасуваа животи, да одговара, да ги малтретира овде. Овој народ ги лечил Бобан, бил добар доктор и сите доктори други, а не да одговара по судови да влече, наместо да биде у болница да лечи луѓе, малтретирање ове, само ништо друго. Треба да одговара тој што го правил болницата, никој други. Обвинетите на почетокот на судењето истакнаа дека го разбираат обвинението, но не чувствуваат вина. Судењето започна во декември 2022 година. Вчера во организација на ВМРО-ДПМН беше одржана трибина на тема социјални политики против исцелување и сиромаштија, на која обраќање имаше председателот на партијата Христијан Мицкоски. На настанот пред јавноста за реализираните проекти во полошките општини пак под раководство на ВМРО-ДПМН зборуваат тамошните градоначалници. Вчера вечер во Тетово во организација на ВМРО-ДПМН беше реализирана трибината социјални политики против иселување и сиромаштија. Во рамки на партиската акција "Ова е Македонија за сите", председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски во својот говор пред присутните напомена дека за Тетово како град на национално ниво се зборува само кога има вести од црната хроника, а како пример го посочи пожарот во Тетовската модуларна болница. За жал, за Тетово на национално, на државно ниво се зборува тогаш кога има вести од црната хроника, како случајот кога беше опожарена модуларната болница, кога има некаков инцидент и на тоа многу често се дава етнички предзнак. Ваквата слика е креирана од истите оние кои профитираат од таквите случаи, кои како реприза јаковаат оваа слика и го плашат народот. А народот пак, надвор од стегите на политиката, оној реалниот народ, необременет од политичките интереси, совршено се согласува помеѓу себе.
Во своето обраќање Мицкоски се осврна и на настаните пред 8 години во Кумановската населба Диво населје, во која загинаа повеќе припадници на македонската полиција. Оттаму Мицкоски на власта и порача дека е време за пензија и опозиција. 9. мај, денот кога се случи пресметката во Диво населје и каде животот го загубија 8 припадници на македонските безбедносни сили. Има такви кои се пресметани, кои преку статуси се најаки и водат политика. Но кога ќе дојде мегдан да говорат за овие теми, тога си велат подобро да не се бранува јавност. Па не е така. Власта овие теми ги става под тепих, а јас сакам јавно да зборувам за вистината. 22 години Демократската унија за интеграција е дел од сите порази на Македонија. 22 години власт ДУИ е дел од сите афери, од сите скандали, од сите патења на народот. Затоа испраќам јасна и недвосмислена порака. Тука од Зеничко Тетово, од народот до Демократската унија за интеграција и Али Ахмети. Доста е. До тука беше. Доста крадевте и градете среќа на несреќа на народот. Доста ја пиете крвта на народот кој се помалку го има. Време е за пензија и опозиција. На вчерашната трибина пред јавноста беа истакнати и проектите реализирани во општина Тетово. Успеавме дел од горливите проблеми на Тетовчина да ги решиме. Ќе почнам од горниот дел на градот, значи улицата Тодор Циповски Мерџан, ја прередивме коцката. Потоа продолживме, значи да ја средуваме околината околу православните гробишта, затоа што знаеме дека во минатото на тој район таму имаше многу диви депонии. Тие депонии ги изчистивме, направивме паркинг места. Ја довршивме капелата, која ние ја почнавме 2015 година. Тој има правни проблеми, имаше некои имаше, да, но за жал, значи како со патот Кичево Охрид, така и со капелата во Тетово, чекавме 4 години за ние да дојдеме пак на власт за да ја завршиме. Тоа е еден од горливите проблеми. Потоа ќе продолжам надоле. Ја завршивме улицата Страшов Пинџур. Ја завршивме улицата Јане Сандански, улицата Димо Гавровски Кара, со што поблиску се стигнува до болницата сега, затоа што има нов асфалт. Го решивме водоснабдувањето во Фанише и во Сараштино. Градоначалниците на општините Јегуновци и Брвеница исто така пред присутните ги истакнаа проектите и активностите кои се преземени за подобрување на животот на жителите на населените места во рамки на двете општини. Најголем проблем, ако го решиме за овој едногодишен или година и пол мандат, беше мандатот со кој исполнет со еден проблем кој ги тиштеше жителите на заселените места Жилче и Шемшово. Кои во 21 век немаат основни потреби, тоа е водата. И за толку краток период го решиме тој проблем со кој муакордос и кордос на општина Јегуновци заедно со вработените, со општинското јавно предпријатие, сами успеаме тој проблем да го решиме. Во оваа година имаме повеќе инфраструктурни објекти направено. Значи, изградивме летна сцена и партерно уредување во црквата во село Брвеница. Реконструиране стадионот во село Брвеница. Спортската сала е вратена во функција после 5 години и дадена е на користење за прв пат на училиштето. Значи, 5 години буквално никој не ја користел и оставена на пропаѓа. Ни спортската сала, ни стадионот. Значи, работиме на континуирано на подобрување на осветлување, на уличното осветлување. Во општината финансираме 4 фудбалски клуба кои се финансирани од наш буџет на општина Брвеница. Редовно вршиме дезинсекција и дератизација на општинава. Изработивме нова веб страна на нашата општина. Завршена ни изградба, реконструкција и нови патишта од должина од 5000 метри. Следна трибина на тема образование ВМРО ДПМН најавува за утре во Штип. Македонската бирза на електрична енергија денеска официјално стартува со работа. Штом формално беше либерализиран и пазарот на електрична енергија, законодавството во оваа сфера беше прилагодено на европското.
Со ова се придружуваме на едно високо конкурентен и динамичен европски пазар на електрична енергија, кој пак ќе ни овозможи поврзување со пазарите во соседството и исполнување на нашите енергетски потреби на најефикасен начин. Зошто го нагласувам ова? Бидејќи Северна Македонија добива конкурентен пазар кој на транспарентен, недискриминирачки и ефикасно ќе тргува со електрична енергија. А со активното купување и продавање на електричната енергија на пазарот ден однапред, нашата земја конечно ќе добие референтна цена на електрична енергија на пазарот на голема. Берзата на електрична енергија не е важна само за нашата земја, туку и за целиот регион, бидејќи еден голем циклус на либерализација затвара еден голем циклус на либерализација на пазарот на електрична енергија согласно пан-европскиот модел. Географската положба и добрата интерконекцијска поврзаност со соседите на Северна Македонија ќе ја овозможи регионално поврзување со пазарите на електрична енергија со земјите од Европска Унија, но и Западен Балкан, за се по-конкурентна цена на електрична енергија на либерализираниот пазар. И сакам да информирам дека преку МЕМО ни се отвараат многу можности за развој и просперитет на нашата земја и привлекување на нови инвеститори во производствените капацитети од обновливи извори на енергија, како што се сонцето и ветерот, што создава услови за потенцијални нови инвестиции во делот на инвестиции во електрична енергија од обновливи извори. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го објави повикот за аплицирање за модернизација на земјоделските стопанства. Земјоделците ќе може да аплицираат тогаш кога ќе бидат подготвени, без да чекаат да биде распишен повик и да го модернизираат производството со нова опрема, за која што самите ќе одлучат дека има најпотребно. Поддршката е во форма на кофинансирање на во висина од 10.000 евра по корисник и истите може да се искористат за набавка на земјоделска механизација, пчеларска опрема, силоси, опрема во објекти за производство на храна од животинско и неживотинско потекло, опрема за навигација и смарт земјоделство на постојните трактори, комбајни и приклучна механизација, машини за разбивање на мраз, инвестиции во објекти на фарми за обновливи извори на енергија, за сопствена потрошувачка опрема за производство на тутун, како и набавка на хардвер и софтвер за примерно земјоделско производство. Со ова мерка, да потенцирам, ја постигнуваме целта да земјоделците не чекаат повик за одреден тип на инвестиција, туку тие самите на овој повик кој што е отворен денес, да одберат во својот бизнес план за каков тип на инвестиција ќе побараат поддршка од програмата за рурален развој. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Судија во претходна постапка на Основниот суд Гостивар вчера му определил 8-дневен притвор на 51-годишник од Гостиварско село, кој бил пријавен во СВР Тетово од неговата 40-годишна невенчана сопруга, дека подолго време ја допирал по телото нејзината малолетна ќерка од првиот брак. Тој на 8 мај беше лишен од слобода и задржан во полициската станица Гостивар. Ќе биде спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје за издржување на притворот. Вчера попладне судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово на 47-годишен тетовец му определил мерка притвор од 30 дена. При претрес извршен со судска наредба на 8 мај во неговиот дом во Тетово бил пронајден хероин и 3 странски документи за кои постои основано сомнение дека се фалсификувани. Тој и неговиот брат кој бил затекнат при претресот лишени се од слобода и задржани во полициската станица Тетово. Осомничениот ќе биде спроведен во казнено-поправната установа затвор Скопје. Полициски службеници вчера со судска наредба привеле 53-годишник од Гостиварски Градец за издржување на затворска казна. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово за издржување на казната. Вчера приведен е и 33-годишник од Република Албанија кој бил пријавен од 56-годишен гостиварец дека во угостителски објект во Гостивар физички го нападнал. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот и против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во Тетово приведен е 31-годишен тетовец затоа што го нарушил јавниот трети мир, а потоа физички го нападнал неговиот 66-годишен татко. Тетовецот е задржан во полициската станица Тетово и се расчистува и документира случајот.
36-годишна жителка на Тетово вчера во СВР Тетово пријавила дека претходниот ден во домот била физички нападната од тетовец кој со закана и одзели пари. Во нападот според пријавеното тој користел и дрвен предмет. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во рамки на спроведената акциска контрола на возила кои вршат јавен превоз вчера во Тетово е запрено патничко моторно возило Мерцедес Спринтер со тетовски регистерски ознаки управувано од 40-годишникот Тетовско Подбреѓе. Возилото било управувано без потребните документи за вршење на јавен превоз и на возачот ќе му биде изготвен поднесок по член 284а од Кривичниот законник. Вчера во СВР Тетово пријавено е дека на 6 овој месец на улица Струшка во Тетово патничко возило движејќи се наназад удрило во 62-годишникот Тетовско ѓермо. При тоа тој се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, каде бил пренесен за укажување лекарска помош. Увид извршила екипа од СВР Тетово. 40-годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Благоја Тоска во Тетово бил каснат од куче скитник. Во полициска контрола во сообраќајот откриени возила кои имале неисправни сопирачки, возач без дозвола и низа други прекршоци. Вчера од 14 до 20 часот на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово била спроведена акциска контрола во која била откриени и законски санкционирани две технички неисправни возила, едно во Тетовско и едно во Гостиварско, кои имале неисправни сопирачки и уред за управување. Двете неисправни возила веднаш се исклучени од сообраќај и на возачите изготвени им се поднесоци. Санкции биле изречени и на еден возач кој управувал возило без возачка дозвола, еден возач со важечка забрана за управување возило и 13 други видови прекршоци кои се однесувале на возачите. При контролата исто така откриени биле и 17 непрописно односно погрешно паркирани возила кои се подигнати од Тетовската ПАЕК служба, како и два други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел на време да се проверува техничката исправност на возилата и да се отстранат евентуалните недостатоци од ваква природа и карактер. Да не се седнува зад волан без положен возачки испит или со важечка забрана за управување, но и прописно да се паркираат возилата на наменски определените места. На возачите им се укажува да избегнуваат паркирање во така наречени двојни редови. Во големата сала на Центарот за култура Илјо Антески Смок се одржа премиерата на Wi-Fi на Тетовското драмско студио. Современа драма која ги опишува времињата кои ги живееме, исполнета со многу хумор, но и сцени кои предизвикаа доза тажни емоции. Силни аплаузи, гласна смеја, но и испреплетени емоции со чувство на тага по одличната актерска игра на премиерата на Wi-Fi на драмското студио од Тетово. Темата на представата е дел од нашето секојдневие, кога останува само комуникацијата преку интернет на родителите со нивните деца кои заминале во странство. Премиерата ја наполни салата во Центарот за култура Илјо Антески Смок. Мислам дека се одлично помина и дека во најубаво сеќавање ќе им остане оваа представа на нашите сограѓани тетовчани, а имаме доста верна публика и од Гостивар, не се само Тетово. И во најавата кажувавме дека е ова комедија, меѓутоа има и тажни елементи. Она што повеќето од нас не засега, децата што ни заминуваат во странство, остануваат тука старите луѓе, комуницираат со младите преку Wi-Fi. Мене ми се види многу интересен текстот од српскиот писател Миро Љупнедовиќ. Му ја побарав, ми го испрати текстот и ја преведов и адаптирав на наши услови. Не се разликуваме многу, значи, од она што се случува во Србија и во Македонија и секаде на Балканот, тоа да младите се иселуваат, старите остануваат сами, без потомство, со внуците се гледаат само преку современава технологија, може би тој го ублажува момент на времето кога од секогаш постоело печалбарството кај македонците, меѓутоа чекале со месеци да добијат аве што се случува со нивните и сега може би олеснителна околност е современава технологија. Актерите задоволни од премиерата зашто ја постигнале нивната цел
а тоа е да приредат уживање за публиката. Уште една се потврди дека ние, тетовските глумци, имаме посебна привилегија што играме пред една ваква публика. Стварно, тетовската публика знае да процени што е квалитетно, а верувам дека навистина вечерва се изненадија пријатно од изведбата на представата Wi-Fi. Ние внесовме малку наши лични приказни и мислам дека уште повеќе допревме до нивниот вкус. Се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да работиме вакви представи, посебно еве благодарност до режисерот за изборот на овој текст, што стварно е актуелен и што верувам дека и во поблиска и може и подалечна иднина ќе биде актуелен, а се ми е драго што публиката вечерва и покрај тие тажни сцени што ги имаше во представата, излегува со насмејани лица и задоволни и среќни. Вечерва сум посебно среќна и задоволна за тоа што публиката едноставно уживаше. Најмногу што е потребно на оваа тетовска публика е само смењето и задоволни да излезе и да ида дома. Ова е втора представа на драмското студио Тетово оваа година, која ќе се репризира доколку публиката побара. Монодрамата Иконија, Матмазел и Капак, на 1 јуни ќе се игра во Драмски театар во Скопје. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!